Почитувани граѓани, почитувани медиуми. На милионите испумпани пари од буџетот на државата за успешно да владее криминалот и корупцијата на ДУИ и СДС им нема крај. Директорот на јавното претпријатие Државни патишта од ДУИ, Еју Пристеми, склучил договор за тендер со фирма од Кичево за косење на трева, кастрење на гранки и сечење на дрвја во патен појас, и тоа во вредност од над 2 милиони евра. Почитувани, ова е договорот и негова основна цел е, цитирам, косење на трева, плевел грмушки, кастрење на гранки и сечење на дрва во патен појас, чистење и собирање смет во време траење од 2 години за потребите на јавното претпријатие Државни патишта, а согласно техничката спецификација, договорот е ни помалку ни повеќе, туку 2 милиони и 400 илјади евра. Додека од еден министар за образование, кој исто така е од редовите на ДУИ, слушаме дека власта нема пари да обезбеди учебници, друг директор, исто од редовите на ДУИ, има пари и троши над 2 милиони евра за косење на трева и сечење на дрва на патен појас. Како власта на ДУИ и СДСМ, која нема никакви резултати во патната инфраструктура, ниту 1 километар нов автопат, одлучува дека баш сега е најповолно време за уредување на патниот појас. На ова прашање, почитувани, одговорот е веќе јасен. Очигледно е дека ДУИ и СДС ќе најдат начин за криминал и во најситните и можеби неприоритетни дејности во моментот само за задоволување на своите бизнис интереси. Дали веќе спроведената шема на владата преку јавното претпријатие за државни патишта за вршење на надзорот на коридорите 8 и 10Д во вредност од 22 милиони евра им беше показател дека токму преку ова државно претпријатие можат да ги испумпуваат буџетските средства сега во вредност од 2 милиони евра, повторувам, за косење трева и сечење дрва на патниот појас. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, хипокризијата на власта оди дотаму што од една страна Денес Ковачевски се слика по маркети и проверува замрзнати цени, а од друга страна парите за вакви криминални тендери во вредност од над 2 милиони евра се и такако одмрзнати. Ви благодарам.